Здраво на сите, тука е Дана Ористовски. Сакам за 2024 година да те охрабрам да веруваш за многу поголеми работи во твојот живот, бидејќи Бог е Бог на изобилие. Бог е Бог кој што има замислено неверојатна иднина за твојот живот и доколку се уште немаш зачекорено во таа иднина, каква што ја посакуваш, каква што Бог ти има дадено визија, те охрабрувам да веруваш за таа иднина, колку да изгледа нереално во твоите очи. И Бог ќе даде многу повеќе од тоа. И тоа го верувам дека Бог ќе даде многу повеќе од тоа, бидејќи нашиот Бог е моќен Бог. Не е Бог на ситни чарење, не е Бог на ситни работи. Нашиот Бог е Бог на универзумот, го има создадено светот околу нас, па нели може тоа да го направи за тебе? Тоа што ти сметаш дека е невозможно. Тоа што ти сметаш дека Бог не може да го направи. Или можеби сметаш дека може да го направи за други луѓе, но не може да го направи за тебе. Мислам дека е сега време да поверуваш во тоа дека Бог може тоа да го направи и за тебе. Бог те создал тебе, Бог те сака тебе, Бог има замислено огромна и неверојатна иднина за твојот живот. Во Матеј 7 глава 7 стих вели: посакајте и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори, зашто секој што моли добива и кој бара наоѓа, а оној што чука ќе му се отвори. Во 17 глава вели: зашто ако имате вера колку синапово зрно, ќе ја речете на онаа планина премести се одовде таму и таа ќе се премести и ништо нема да биде за вас невозможно, бидејќи за Бог е се возможно. Ако за тебе се огромни работи, нереални работи од било кој аспект, за Бог се сите тие реални работи. Барајте ја Божјата волја, барај ја Божјата волја и Бог ќе ги отвори вратите. Бог ќе го благослови твојот живот. Верувај за многу повеќе. Бидејќи верувам дека 2024 година ќе биде многу потешка година, но дека ќе биде и многу поблагословена година за тие луѓе кои што го следат Исус. Исус Христос дојде за овој свет, го даде својот живот за овој свет, не за да се ситничари за работи, туку за да го благослови твојот живот. Затоа следи го него. Бидејќи Бог е секогаш со тебе. Не мора да значи и финансиски само тоа. Тоа може да значи со мир кој што си го немал до сега, со радост која што си ја немал до сега. Може би ослободување од стравот кој што цел живот е околу тебе, анксиозноста која што цел живот е околу тебе, може би депресијата која што цел живот е околу тебе. Панични напади или што и да е тоа. Па дури и финанси, па дури материјални работи. Бог е Бог на сите аспекти, не е само на едно мало ќоше од работите кои што ги доживуваме секој ден. Затоа те охрабрувам, следи го Бог со многу поголема вера од сега. Верувај за многу поголеми работи, бидејќи Бог може да го направи тоа. Нашиот Бог е моќен Бог кој што има создадено овој универзум и нема ништо невозможно за него. Те охрабрувам, следи го него со сето свое срце, душа и разум. А тој ќе го благослови твојот живот. Во Римја 29 глава 11 стих ни дава одлично ветување и едно многу охрабрувачко ветување за нашата иднина. Бидете благословени, среќна нова година. Чао!